Добро утро, почитувани гледачи, добре дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Темата на која утрово зборуваме е нутритивна поддршка кај онколошки пациенти, превенција и третман на туморска кахексија кај пациенти со карцином. Зошто е потребна нутритивната поддршка? Што таа значи во текот на примањето на терапијата? Кој е она што сите треба да го знаат, односно треба да се примени кај пациентите со карцином, за да им го подобри секојдневието, да ја врати силата, енергијата и да може и самата терапија полесно да се поднесува. На оваа тема разговараме со доцент доктор Ленче Костадинова, специјалист радиотерапевт онколог од Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија. Добро утро, доктор Ленче, и добре ни дојдовте. Добро утро и на вам, ви благодарам на поканата и чест ми е што можеме и вака за една тема која што ги опфаќа сите пациенти нели онколошки да обрнеме на внимание и еден осврт кој што се надевам многу ќе им значи на нашите пациенти, на нивните семејства и на нас како лекари. Така е многу важен сегмент така од целокупниот Секако е процес, многу важен сегмент од третманот. целокупниот сегмент на третманот со карцином, затоа што од самото диагностицирање на болеста кај овие пациенти, самиот третман кој што без разлика дали ќе стартува како хируршки третман или примарно како радиотерапевски или онколошки третман, освен со болеста со која што пациентите се соочуваат, секако на пациентите им е потребна и правилна насока за нутритивниот внес, односно правилна исхрана за одржување на телесната маса, одржување на квалитетот на живот, а со тоа и правилно изведување на целокупниот третман кој што пациентот треба да го помине и да се опорави од самиот третман. Да, бидејќи ако не се обезбеди тоа, така ќе се појават други несакани состојби и појави за кои што нели ќе спомнеме и во текот на емисијата, ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете на до самиот крај, повелете, јавете се и поставете прашање. Со доцент доктор Ленче Костадинова, специјалист радиотерапевт онколог од Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија, зборуваме за нутритивна поддршка кај онколошки пациенти. Доктор Ленче, со што се соочуваат онколошките пациенти од моментот на соопштување на диагнозата канцер, кои здравствени предизвици ги има пред нив? Значи, пред се пациентите се соочуваат најпрвен со психолошкиот момент дека треба да ја прифатат нели диагнозата и дека треба да направат се за да можат да го поминат радиоонколошкиот третман. Во текот на радиоонколошкиот третман, значи или пак пред моментот на диагностицирање или во самиот момент на диагностицирање, многу од пациентите даваат податок за слабење. Значи, за нагло слабење во одреден краток временски период. Сето тоа, значи, можеме да го препишеме на системскиот инфламаторен одговор на самиот организам, кој што во комбинација со неадекватниот значи, внес на храна, најпрвен кај пациентите поттикнува губење на значи губење на телесната тежина и доведување до една состојба наречена малнутриција, каде што имаме губење на мастите. После тоа, значи, во текот на неадекватниот внес на храна, во текот на самиот радиоонколошки третман, во комбинација со одговорот на самиот организам, на самиот канцер, малнутрицијата во комбинација со таа системска инфламација доведува до една нова состојба кај пациентите која што се нарекува кахексија. Едното води кон другото, така? Води кон другото во комбинација со системската инфламација. Самиот значи тумор лачи инфламаторни агенси. Значи самата карциномска клетка. Затоа кај овие пациенти најпрвен имаме и метаболички промени, имаме високо ниво на ЦРП, на пример во лабораториските вредности, потоа самата хипооксична средина во која што се наоѓа туморот, како што се размножува и се развива и нема доволно кислород, почнува да лачи, значи самиот тумор интерлеукин 1 и тумор некротичен фактор алфа, кој што всушност се проинфламаторни агенси и доведуваат до едно системско воспаление. И во комбинација со неадекватниот внес на храна, односно малнутрицијата, пациентот се воведува во една состојба така наречена туморска кахексија.
А малнутрицијата значи дека не се Не внесува доволно хранливи доволно храна, материи, се така губи телесна храна. тежина и се губи масното ткиво. Додека веќе кога ќе се премине кон фазата на туморска кахексија имаме губиток и на мускулното ткиво кај пациентот со или без губиток на масно ткиво. Всушност, А многу е важно така да се одржи и да се задржи таа мускулно ткиво и маса. Да, значи самиот начин на живот кај овие пациенти, анксиозноста, стресот, седентеризмот, значи самиот третман, самиот намален имунолошки систем, значи се како тригер фактори кои што уште повеќе допринесуваат да се развие оваа туморска кахексија. Следствено на тоа следи намален имунолошки одговор, намалена функционална состојба на пациентот, односно лош перформанс статус, неможност за започнување со радиоонколошкиот третман во одредени ситуации поради туморска кахексија, одложување на веќе започнатите терапии што влијае на исходот на третманот, отежното опоравување од онколошкиот третман во оваа состојба. И затоа е важно да се открие рано, ама пак многу рано туморската кахексија може ли да се открие? Значи, она што е важно е напозната изрека, доколку се открие, многу е тешко да се препознае рано, а е лесно да се превенира и третира. Веќе во доцните стадиуми туморската кахексија многу лесно се препознава. Значи, еден кахектичен човек, очигледна станува меѓутоа така, е многу тешко да се третира. Јас мислам дека се уште не се посветува доволно внимание, значи, на нутритивната поддршка кај овие пациенти. Нели нас како онколози и радиотерапевти ние примарно да дојдат да го таргетираме туморот, значи било со радиотерапија, било со онколошка или таргетирана терапија и многу малку оддаваме фокус на нутритивната поддршка. Поради тоа би рекла дека потребен ни е цел еден мултидисциплинарен пристап во сето тоа. Помош од нутриционисти, помош од психијатри, психолози, значи во комбинација заедно со нас како лекарски тимови кои што го третираме пациентот, да се отдаде значително место на нутрицијата за да можеме ние адекватно да го почнеме и завршиме радиоонколошкиот третман и при тоа пациентот кога ќе биде во добра состојба во фаза на ремисија на болест, значи исто така да има и квалитетен живот. Значи многу порано треба да се помислува така и на овие работи, иако секогаш сме фокусирани така со самата дијагноза да се почне што побрзо, нели која е фазата, која е распространетоста или расширеноста за да се третира карциномот. Точно, значи секогаш порано, дури понекогаш во одредени ситуации со самото дијагностицирање веќе треба и да започнеме со превенција во односно од старт да дадеме нутритивна поддршка на пациентот пред започнување на самата терапија, затоа што самата туморска кахексија се развива во постапни етапи, значи не веднаш настанува тешка кахексија кај пациентот. Затоа е важно да се препознае уште на самиот почеток и секако пациентите да бидат свесни за внесот на храна. Така, превенцијата и третманот и на оваа туморска кахексија нели е многу важна. Кои се фазите? Поминува ли низ фази? Почнува од една па преминува во друга? Што значи секоја од нив поединечно, односно што ги карактеризира овие фази? При кахексијата, односно раната фаза во која што највеќе можеме да делуваме, да превенираме и да третираме, е губиток на телесна маса помалку од 5% за краток временски период кај овие пациенти. Меѓутоа многу ретко нели се приметува во однос особено ако се послаби пациенти за да се пресмета губиток на 5% од телесна маса. Тука веќе можеме многу лесно да делуваме во превентивна смисла. Од прикахексија со губиток на маса има повеќе различни критериуми, се влегува во следната фаза, односно кахектична фаза, каде што има различни параметри, на пример имаме покачени метаболни вредности, параметри нели на инфламаторните агенси, имаме губиток на телесна маса поголем од 2%, со body mass индекс помало од 20%, значи и во комбинација со системското воспаление, значи веќе се оди во фазата на кахексија. Сега, ако не се превземе и тука веќе ништо во однос на нутритивната поддршка кај пациентите,
пациентите влегуваат во една потешка фаза на кахексија, наречена рефрактерна кахексија. Тука веќе имате еден момент кога и антитуморската терапија веќе не делува кај овие пациенти, поради намалена функционалност општо на целиот организам. Во оваа рефрактерна кахексија кај пациентите дури очекуваното преживување е многу ниско, значи помало од 3 месеци. И она што е важно да се каже дека кај пациентите дури 30% од пациентите со канцер умираат од туморска кахексија, значи не од самиот канцер, од неадекватна исхранетост. А кај 50% од онколошките пациенти во текот на третманот, било тоа да е на почетокот, во текот на самиот третман или кон крајот на третманот или кон крајот на животот, во 50% знае да се развие туморска кахексија и поради овој висок процент на појавување на оваа состојба кај онколошките пациенти, потребно е да обрнеме внимание на превенцијата. И на превенцијата и на овој целосен сегмент. Да. Таа може, нели, која веќе ќе биде во подоцнешна фаза, како рековте, влија и на терапијата, но од друга страна и самата онколошка терапија може ли да биде еден од факторите кои што ќе влијае на појавата на или развојот на туморската кахексија? Да, секако, значи, освен самиот канцер, кој што е метаболно активно ткиво, кој што има потреба од повисок внес на калории и протеини, освен самиот системски инфламаторен одговор на телото кон карциномот и целокупната терапија на канцерот, почнувајќи од хируршката, па радиотерапевската и онколошката, знаат да бидат тригер за туморска кахексија. Например, хируршката, пациентите имаат анксиозност, стрес, напнати се пред операција, значи во текот на операција, од анестезијата може да имаат после тоа тежното голтање, значи оштетување на забалото, сето тоа ќе придонесува до намален внес на храна. Во однос на радиотерапијата, пациентите во зависност од кај која регија се спроведува. Например, ако е регија глава на врат, вие тука имате мукозитис, радиационен мукозитис, кој што се појавува втората, третата, најизразен е во четвртата недела на радиотерапијата и знае да трае дури 2 до 3 недели после 7-неделната радиотерапија. Вие имате еден период од 2 месеци во кој што пациентот, значи не може да внесува адекватно храна, нити калориски, нити па адекватно и течност да внесува. Пациентите имаат афти, наредно кажено, значи во устата, така што не можат да внесуваат лута, солена, кисела храна, цврста храна, значи имаат потоа исто така не може да ја проголтат храната поради езофагит, или пациенти имаат мала апсорбција доколку значи радиотерапијата е во дигестивниот систем, значи па имаат диареја. Сето тоа на еден начин радиотерапијата прави да води кон кахексија на пациентот. Од друга страна, пак онколошкиот третман со цитостатици, значи имаме гадење, повраќање, диареја, значи тоа поред саканите ефекти, секако дека имаме несакани ефекти, ние успешно ги менаџираме, се разбира. Нашите пациенти не се оставени сами на себе и на нутритивната поддршка, секако постои, нели, фармаколошка поддршка кај овие пациенти, но би ни било и нам од помош доколку во комбинација со нашата медикаментозна поддршка од страна на семејството, од страна на пациентот, од страна на нутриционистите, да имаме поддршка да пациентот адекватно го поднесе третманот. Така, повеќе фактори, повеќе сегменти треба така да бидат вклучени кон она што значи добро за пациентот, и секој пациент така различно индивидуално ја поднесува и терапијата или сите овие пропратни состојби така различно кај секого веројатно, и од типот на карцином, и од локализацијата на карциномот, фазата во која што се наоѓа. Точно, значи секој пациент различно го поднесува. Значи во регија на глава и врат, кој што јас најчесто ги работам тие пациенти, па мислам дека повеќе од 80% од пациентите слабеат 10 кг во текот на третманот, што значи тоа им е никако заедничко за оваа регија или во гастроинтестиналниот систем. Понапреднати фази на карциноми секако кај пациентите заради големината на туморското ткиво и трошењето нели на протеини и калории од страна на самиот тумор, секако дека е поизразено. Еве можеме апроксимативно да кажеме дека кај онколошките пациенти дневен внес на килокалории би требало да изнесува од 25 до 35 килокалории по телесна тежина или да биде по 1 грам на телесна тежина пресметано, повеќе од 1 грам протеински внес на телесна тежина пресметано. Затоа што овие пациенти имаат потреба од, ако нормален човек од 70 кг има споредбено така со еден здрав организам, базален метаболизам од 1600 до 1800 килокалории, кај овие пациенти се потребни од 100 до 1400 килокалории повеќе, значи тогаш би ги накачиле дневните потреби на килокалории над 2400 килокалории.
Значи, кај пациентот 70 килограми, кој што е нели во состојба да се третира или има карцином. Така. И секако прифаќањето од страна на пациентот, така, на сите овие препораки кои што се упатуваат до него. Така, и пациентите се наидува на некоја потешкотија за соработка. Ние се трудиме затоа што не е лесно вие да му кажете на пациентот: сега ти ќе отидеш дома и ќе внесеш толку и толку килокалории првин. Не секој може да ги брои килокалориите, значи во храната која што ја приготвува. Од друга страна, не секогаш и пациентот соработува и со семејството и со нас. Значи, пациентот треба да разбереме. Пациентот е првин во една лоша психолошка состојба. Значи, пациентот има болки при внесување на храна. Пациентот има одбивност према храната поради вкусот, поради значи целокупната терапија што даваме во смисла на гадење, повраќање и сите таа одбивност и намален внес на храна, нели, и таа нисоработка доведува до ова. Значи, ама треба да имаме разбирање, нели, од страна на пациентот, полека постепено внесување на сето од ова нешто, бидејќи без тоа не се може, а мора да се внимава и на тоа која храна така се внесува во текот на терапијата со онколошката, така? Точно не секогаш, нели, секоја храна може да се внесува во тек на третманот. Зборам од аспект на кога имаме еве радиомукозитис, не треба храни кои што потенцираат нели несакани ефекти во устата. Например, понекогаш пациентите ќе кажат: јас имам аптија, не можам да јадам ни овошје. Самото овошје има овошни киселини. Тие овошни киселини кога ќе се разградат, значи и во устата тие печат, даваат чувство на печење, на жарење, така што не секогаш пациентите дури да имаат калорична, припремена од дома храна, не секогаш можат да ја внесат во таков облик. Така, ако одржуваат или ако се одржува добар нутритивен статус, така, поддршката нутритивна кај пациентите, ќе можат и полесно да ја поминат и самата терапија, да имаат малку повеќе и сила и енергија секојдневието, да не биде многу поразлично од претходно. Искрено можам да кажам дека и ние имаме пациенти кои што имаат одлично секојдневие, кои што дури не отсуствуваат од нивните работни обврски, меѓутоа сето тоа е баш така, како што кажавте, значи склопено и со терапијата, и со нутритивната поддршка, и со психолошката поддршка, и со взаимната соработка. Така да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Ленче, каков е пристапот во третманот на туморската кахексија? Што вклучува истото? Рековме, превенцијата е многу важна, да превенираме да се појави во многу порана фаза или пак да го спречиме. Сега третманот кога веќе ќе ја има кахексијата? Кога веќе ќе ја има, секако од минатото се давале фармакотерапевски агенции, значи особено кортикостероиди, прогестагени, кои што прогестини кои што всушност го зголемуваат апетитот. Меѓутоа, тие имаат свој несакани ефекти на долгорочна употреба. Иако се многу потребувани кортикостероидите во текот на самата хемотерапија за премедикација, па пациентите имаат чувство на зголемен или апетит, исто така и во текот на радиотерапијата, за да се намали и да се модулира имунитетот на еден начин, едно од својствата на кортикостероидите, и да се намали самиот воспалителен процес, секако на долгорочен аспект кортикостероидите не се избор, иако се еден при изборите од третман за туморска кахексија. Понатаму, нестероидните антиинфламаторни лекови, кои што често ги даваме во комбинација и во премедикација и во постмедикација и за купирање за болка, значи, кај пациентите со канцер, влијаат на намалување на самото системско воспаление и омега-3 масните киселини во високи дози над 1,5 грам дневно, влијаат на зголемување на апетитот, зголемување на телесната маса и подобрување на квалитетот на живот. Но она кон кое што треба да се насочиме, не да биде медикаментозно, туку да се насочиме кон правилната нутритивна поддршка на пациентите, која што во денешно време барем не е достапна и постои за да не одиме вака со медикаментозна терапија. Значи, начините на исхрана, така
така кај онколошките пациенти кога веќе ја примаат терапијата. Да, начините на исхрана кај онколошките пациенти може да бидат најпрвин оралното внесување на храна, кое што е најпосакувано. Најпосакувано за пациентот, за семејството, за нас. Значи, број 1 избор. Се додека пациентот може да внесува преку уста течности, храна во кој да е било каков облик, која што секако ќе биде калориски избалансирана, значи во ситуацијава повисоко енергетска, значи повисоко калорична, со повисоко количество на протеини, е број 1 од избор. Таа храна, значи можеме да ја модифицираме нели во домашни услови, да го одбереме вкусот, доколку некој вкус ни смета, да ја модифицираме самата текстура на храната, значи ако не може цврста, ако имаме потежното голтање, односно дисфагија, може да биде желатинозна пудинг, кисело млеко, значи во таков облик. Потоа може да биде течна на крајот, пасирана, миксирана храна. Меѓутоа доколку можеме нели да го изброиме калорискиот внес. Да му одговара најмногу така на пациентот кој што ја внесува храната. Според потребите на пациентот во дадениот момент. Потоа имаме орални нутритивни суплементи. Потоа имаме ентерална исхрана. Ентерална е исхрана преку сонда и парентерална исхрана во болнички услови. Она што се преферира после оралниот внес на храна се оралните нутритивни суплементи, кои што всушност доаѓаат во мало количество, мало пакување, а висока калориска вредност, висока енергетска вредност, протеинска вредност голема, со обогатени со витамини и минерали, кои што им се потребни на пациентите и кај нас веќе мислам дека се достапни во повеќе вкусови, од ванила, од кафе, од манго, па секој нели си има право на избор во однос на вкусот. Имаме ситуации кај што пациентите не го чувствуваат вкусот, значи, па во таа ситуација, иако не го чувствуваат вкусот, потребно е барем количеството им е мало, па ќе им биде полесно за конзумирање. Значи, оралните нутритивни суплементи представуваат медицински тип на храна со строго определени нели вредности на килокалории и протеини кои што пациентот треба да ги внесе во текот на денот. Значи, и тие се доволни така како нешто му е потребен на организмот. Дали тие ги додаваме? Ги додавате така, да. Нели исхраната така оралната првично, ама дополнително и ова. И дополнително сето ова, значи не можеме да го сведеме пациентот сега вие ќе испиете 2 шишенца, 1 шишенце од оваа храна и ќе бидете во ред. Не, ова би требало да служи како нутритивна поддршка во целокупната... Како кога се суплементи или додатоци, нели некогаш како поддршка на друга терапија примаат останатите. Точно, како буквално како нутритивна поддршка кон сето ова, така што исто така нели овие храни се селективно усмерени во однос исто така можете да ги најдете, значи и додаток ако не може пациентот или не сака да ја пие течноста, па имате во форма на прашок кој што може во домашната храна да се додаде, ама точно ќе знаете колку протеини сте додале и килокалории во храната која што сте ја припремиле за да може да му се обезбеди на пациентот адекватен внес и со сето тоа значи ќе се подобри телесната тежина на пациентот, ќе се подобри општата состојба, ќе се подобри квалитетот на живот, нема да се нарушуваат онколошките третмани, значи каде што во одредени ситуации имаме преголемо ослабење, па не можеме да го продолжиме онколошкиот третман, па не можеме да го почнеме, сето ова ќе ни биде и на нас една поддршка за да можеме пациентот да го водиме низ целиот третман. За да се помине комплетно целата терапија колку што е се потребна. Пациентот... сега по опоравувањето треба ли да се продолжи до кога со ваква дополнителна поддршка или нутритивната поддршка до кога е потребна кај пациентите? Нутритивната вака доколку имаме некој пациент кој што не е нели во комплетна ремисија или парцијална ремисија или една стабилна убава состојба и имаме еден задоволителен body mass индекс кој што е над 20, тогаш и не треба значи да се продолжи, но ако ви имате пациент кој што е во некоја хронична фаза од болеста, кој што константно кај нас има пациенти со години, на 2 недели, на 3 недели примаат значи терапија на одржување кај тие пациенти се препорачува да се продолжи со нутритивниот внес, се со цел пациентот цело време да не биде во добра физичка кондиција, односно во добар перформанс статус, велиме ние.
Така да. Губењето на телесната маса, конкретно нели зборуваме кај онколошките пациенти, но губење на телесната маса кај повозрастната популација, веќе во многу подминати години, така со старењето и возраста, и тоа е еден од проблемите, нели малнутрицијата и кај нив може да се јави. Може овие кај нив се нарекува саркопенија, губење на мускулна маса поради старост, со тоа што како што пациентите нели влегуваат во подминатата доба на животот, се губи мускулната маса поради помала активност, односно седантеризам, и кај овие пациенти исто така се препорачуваат овие орални нутритивни суплементи, меѓутоа нели се различни по состав кога се за поддршка на онколошките пациенти, различни кога се во состав нели кај деца кога збориме за малнутриција и различни по состав кај пациенти во пустара популација кога говориме за саркопенија. Така да, секој сегмент е различен, бидејќи малнутрицијата нели или неухранетоста така може да ја наречеме така може, или може да се јави во други ситуации, така точно, не само кај онколошките пациенти, меѓутоа еден од начините за превенција и рано започнување со третман е рано да се започне доволен калориски и протеински внес. Така, кои се препораките за превенцијата и третманот на туморската кахексија, која што рано припознавање најпрвен би рекла од лекарите. Значи, може би не треба никогаш да го испуштаме на прашање колку килограми вие бевте, колку килограми изгубивте од кога ги приметивте симптомите, во колка временски период, доколку ние рано ја препознаеме и рано посочиме на пациентот што треба да се превземе и пациентот навреме ги превземе мерките, нема ни да стигнеме до фаза на кахексија, а не понатаму да ја третираме. Значи, првино од наша страна, рано препознавање, обрнување на тие симптоми и кај пациентите, кај онколошките пациенти, значи во однос на губењето на телесна маса, пред третманот, во текот на самиот третман и по третманот, исто така и она што е важно од Американското здружение на клинички онколози, Европското здружение на клинички онколози, дури пред да имаме состојба на кахексија, да започнеме рано со превенција, односно со нутритивна поддршка пред целокупниот третман. И пациентот, значи, ќе почне пред третманот, ќе зема нутритивната поддршка во текот на целиот третман и посттретманот во рековалесцентната фаза, за да може на крај, значи, лечењето да заврши со еден комплетно функционален човек кој што има квалитетен живот. Да. Секоја информација е добре дојдена. На тој начин и преку денешната емисија упативме важни информации до сите оние кои што не следат, бидејќи за жал речиси секој од нас во своето обкружување ќе слушне за некој близок или некој познат кој што се соочува со дијагнозата карцином. Инциденцата е многу зголемена во однос на последниве 15 на години, што би рекла дека може би се должи на две работи. Лајфстайл, односно начинот на живот, кој што е се полош и полош во смисла на стрес, неквалитетен живот, неквалитетна храна. Од друга страна, зголемените скрининзи, односно самата едукација еве преку вас медиумите благодарејќи, значи овозможуваат да пациентите одат рано на преглед, рано на превентивни прегледи, значи онколошките болести се детектираат во поран стадиум и сето тоа ја зголемува на некој начин и инциденцата, односно бројката. Не значи дека порано не била толку голема, можеби не се обрнувало внимание на скринингот на популацијата, што мислам дека треба првенствено, значи место да се даде на скрининг, а после тоа на терапијата. А во однос и на онколошката терапија со оглед на со тоа што се развива со рапидна брзина нови молекули, значи кои што ние ги велиме таргетирана терапија, веќе во поново време не е само она од канцерска клетка, па ќе даваме хемотерапија. Веќе имаме таргетирана терапија, целна персонализирана генетска терапија, која што на пациентите им овозможува да добијат адекватен третман во однос на типот на карцином. Така што целно да се третира така и за да знаеме и да очекуваме дека ќе биде точно со секако намалени несакани ефекти. Така. Но многу е важно да посветиме внимание и да помислуваме и да го применуваме ова за што зборувавме, нутритивната поддршка. Некогаш и самите пациенти, односно блиските од нивното семејство, можат слободно да прашаат така кај својот лекар што сега да правиме така. Потребно да прашаат го прават. Во однос на исхраната, што да превземеме, како да превземе, затоа што мислам дека кога ќе се спомне карцином, сите одат, значи и тежнаат кон тоа да како ќе се лечиме. Значи, никогаш
како треба, што треба да промениме, како треба да се храниме, него секогаш што терапија ќе добиеме. Да. Значи секогаш е фокусот насочен кон терапијата на карциномот, а многу ретко кон квалитетот на живот. Затоа што исто многу важен. Многу важен квалитетот на живот, никогаш јас многу ја почитувам една изрека, не се битни годините во животот, туку квалитетот на животот кој што е поминат. Исто така. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.